случуваме оваа книга Друм за Македонија. Издадена пред скоро 30 години, едицијата Лицеум, при скрби и утеха. Друм за Македонија. По кој друм одиме ние? Нешто што се случуваше, книга предвидување, пророштво, што и се случува на Македонија, тоа разградување, тоа деинсталирање, тоа поништување, поттикнато со сатански сили, на кои им пречи Македонија, македонец, како што им пречи Израел, израелец, како двајца сведоци кои се сведочат за Господ Исус Христос, и каде што треба да се оправдаат злосторствата кои се правени врз Македонија последниве 2000 години. За македонските негриевци, за жал, не се извлечени поуки од оваа книга. За македонските негриевци. Албанците палат села и масакрираат не само во албанските планини во западна Македонија, туку и на север до Скопско и Косово. На 31 декември 1901 тројца видни албанци од село Табановце на пругата Скопје-Ниш, откако богато се навечерале, ги грабнале пушките и почнале да пукаат врз домакините, нивните исполичари. Еден убиле, а друг раниле. Неколку дена пред тоа ја силувале бремената жена на еден христијанин. Ги собрале децата околу голем оган, ги поседнале, а потоа со лопати им фрлале жар врз нозете, рацете и голите нозе. Приказка која не е баш така одамна, за жал е што, например, сите кои го вршеле тој геноцид, и грците, и бугарите, па и србите, наместо да се покајат, да се извинат, лажат дека нема македонци. Факти кои ги забележала француската историографија, ги пронајдов во книгата Вистината за Македонија од Веле Алексовски. Албанците, како муслимани, видете, а тие денеска тврдат дека тие се жртви, пустошеле во дел од Македонија со аманет од високата порта. Тој систем на лажење и непризнавање е сатански. И цели народи ги држи сатаната во лага, наместо да се покајат, да живееме како пријатели, браќа. Видите, не можеш со сатаната да правиш компромис. На 16 јануари во село Дуга, Кумановско, била грабната и силувана Јованка. На 31 јануари е заклан Јован Фурнаджијата за еден симит. На 18 мај албанците ги запалиле селата Средково, Дарда, Мура, Никифорово. Еве го Никифорово. На 17 август се заклани тројца селани од селото Лешка. Само мал дел од тогашното сожителство. По 40 години историјата се повтори. Сега сожители беа балистичките банди, сожители беа со фашистите, а историјата се повторува, нели? Само не знам зошто македонските студенти неодавна беа наречени фашисти, кога токму спротиставените беа на фашистичката страна. И затоа не е убаво ни сожителски кога се веат знамиња на државата Албанија, се веат во Македонија. Зошто? Што е тоа? Што ни порачуваат? Државното знаме се вее. Не само што не е убаво, туку подсетува на тоа дека историјата се повторува. Не окупираат повторно. Подсетува на спротиставената страна која се дрзнува да отцепува уште едно парче од македонската земја, а тоа значи војна за одбрана на земјата, македонската одбрана. Македонци мои. Впрочем, во Албанија никој не ги вее македонските знамиња, а можеби би требало да го пробаат врз себе тој сожителски синдром. Видете, еден период кога Албанија се распаѓаше, Мала Преспа, Голо брдо го држеа граничните премини македонци. Потоа ги замолија нашите политичари да ги убедат македонците од Голо брдо, од Пустец. Подсетува на спротиставената страна која се дрзнува да отцепува уште едно парче од македонската земја. А тоа значи војна за одбрана на земјата, македонската одбрана. Ајде малкуска македонци мои да се отцрниме. Зборот нигер, латински збор кој се развил во француско негре, има значење на црн или по старо македонски черен. Во Македонија имаме село со тоа име Негриево. Името го добило по тоа што во еден дел од денот не го греело сонцето. Не грее. Го имаме и презимето Негриевски. Оној кој не е греен. Уште еден венецко-македонски збор во латинскиот јазик. И бидејќи нас, македонците, барем официјално, не грее сонцето од Кутлеш, ги грее нашите демократски соседи непокајани, на 100 драхми ковани пари е исковано сонцето од Кутлеш.
Над него во голем лак пишува Елиники демократија. Денеска ти имаат евра, како да сака да го задржи во преградка, македонското сонце. На другата страна од драхмата ликот на македонскиот цар Александар и пишува голем Александар, македонски цар. Интересно. Каква негриевштина. Грците имаат право да го слават македонецот, а македонците не. Ад абсурдум до безмислие, до глупост. Нестор беше цар на Пилос, херој од Илијадата на Хомер, стар мудрец и добар советник. Името Нестор не сторува оној кој мудрува пред да стори со основата стори, сторено, сторија се добива зборот историја, кој ќе го најдете во белосветските речници како грчки збор. А тоа не е, бидејќи во третиот том на речникот на македонскиот јазик ги наоѓам двата архаични збора древни македонци. Првиот е сторенија, вториот множина сторенија, значи она што се случило или сторило. Основата на зборот е стори, например, и англичаните стори, приказна. Тоа се постмакедонски јазици. Колку години стори македонскиот народ, а се уште му ги подкраднуваат зборовите во белосветските речници како латински и грчки. Или те сторив дека си Нестор Нелеев од Илијадата на Хомер, оној кој не сторува и не се разлева, оти нели е најмудриот старец, или оној кој најдобро знае да стори е најстор, односно мајстор. Од тој ден жив ми се стори, не се стори. Од тој ден жив не се стори, латинскиот и грчкиот јазик. На буквата Н пронаоѓам уште еден македонски трак, тој е морскиот бог Нереј, или Нереј, оној кој не се рее, не се како реката, кој е изреан веќе се смирил во морето. Зборот рее во третиот том од македонскиот речник. Например, рееше со погледот наоколу, или се реат облаците, птиците, или облак од тутунов чад се рееше над нивните глави. Или изведениот збор реење, кога овошката се изреала, се вели зрее, но основата повторно е рее. Или сонцето ги рее своите зраци и не грее, или зборот врен, тој значи врел или жежок, или бреење, со значење на рикање на еленот, кој рика и сака да се представи дека е и македонец и грк, а може и болгарин и арнаутин, а тоа и словен, и тоа по законот на релативитет не е можно. Или зборот реа со значење на мирис. И да не заборавиме Реитија, Реа беше божица на етрусите кои живееле тука некаде околу Хомера. Или кога Енеја или Енеја по Тројанската војна доаѓа и го основа, Рим го основа. А тој беше од венетите, од енетите. Да не заборавиме од древно-македонската митологија, Реа му беше сестра на Крон, Круна Трон, и негова сопруга. Ја сретнал покрај реките што реат. Му ја родила Деметра, божица на плодородието, и Аид или Јад збор во современиот македонски господар на подземното царство, господарот на мртвите. Вториот син на Крон и Реа е Посеидон, поседувач на морското дно. Тоа се толкување од професорот доктор Ташко Белчев. Уште еден морски цар. Третиот син е Дзеус, звездата. Тој го турна од трон татко си Крон и царуваше на македонската гора Олимп. Дион, светиот град на македонците. Највисокиот врв на Олимп се вика Скалион, 2911 метри. Слегувам така по македонските скали, или коренот на зборовите кои покрај она грчки и латински во белосветските речници ќе мораат во интерес на вистината да напишат вистински, древно-македонски, венецко-македонски. На Реитија поднесувам долг за да не бидам пленик на мракот венецки надгробни плочи стари 2500 години. Мрак е да не знаеш кој си и што си, македонци мои. Останете ми арни до некоја нова средба. Мрак е да не знаеш кој си и што си. Ја озвучуваме оваа книга, пишувана пред 30 години, која опфаќа некои македонски теми, знаете, кои се недоразбрани, недосвршени. И бидејќи не е извлечена поуката, ни се случуваат нам македонецот и неговиот куфер. Не се сеќавам дали куферот се распадна на станицата во Софија,
на аеродромот во Копенхаген, или на пристаништето во Малмо. Куферот кој го употребувавме во представата. Куферот кој играше во представата. Куферот. Сеедно во Малме ни дадоа друг куфер. Со тој куфер една македонска фамилија пред 20 години ја напуштила родната македонска грудка и се доселила во Шведска. Да, македонци мои, денеска ќе зборуваме за македонските преселници. Преселби. Не баре ние македонците сме птици преселници, па не гони нешто на преселување. Во Солун такси возачот не праша од каде сме и како тоа знаеме грчки. Од Скопје му одговоривме. По мала пауза додадовме од Македонија. Не погледна такси возачот и рече да, и тоа е Македонија. Вие сте словенска Македонија, ние сме грчка Македонија. Сите сме македонци, Исусе на помош. Додаде тој, ама вие сте грци бе човеку. Интересно размислување. Но кои се грци ако сте вие македонци? Но кои се тие словенски македонци, а кои се тие грчки македонци? Има ли некаде латински французи или германски англичани? Има ли? Warum antworten Sie nicht? Ich habe keine Zeit. Немам време. И како е можно тогаш грчките македонци и словенските македонци да зборуваат исти јазик, јазикот од околината на Солун, јазикот на кој во својата архаична форма пишувал, хомерувал Хомер. Античкиот и средновековен македонски, од кој денес се извеле јазиците на така наречените словени постмакедонски идентитети. Прекратко е возењето во таксито за посериозна дискусија. Остана недореченото по затворената врата на автомобилот. Македонското недоречено. Ке го речеме ние кога тогаш македонци мои. А зошто правевте етничко чистење и убивавте македонците? Ги донесовте маџирите од Турција. Кого го лажете вие? Втората несекојдневна случка за која сакам да ви раскажам не затече на едно изгрејсонце во Софија. Пиевме кафе едно студено утро, на радиото течеше емисија со поздрави и честитки, меѓу другото го слушнавме и ова дедото Љупче на својот внук му честита некоја пригода со песната на Мирослав Илич и Лепа Брена "Живела Југославија". Замислете си во Софија пред изгрејсонце песна со која се велича нивната соседна земја, со која од време на време се во војна за тоа кој ќе приграби поголемо парче од Македонија. Не можам да замислам во Југославија да се случи слична случка, да нарача некој песна со која ќе се велича Бугарија. Но тоа се балканските македонски феномени, македонци мои, македонските феномени за музиката која не турбоизира од север и која не преплавува, добро знаеме и ние. Но нели рековме дека ќе зборуваме за македонските преселби? Нели Енеј или Енеја кој беше од енетите, односно венетите по Тројанската војна? Оди го основа Рим. Латинскиот јазик во својата основа го содржи јазикот на венетите, кои беа предмакедонски племиња и го зборуваа истиот македонски јазик. Затоа не е чудно кога многу зборови кои во белосветските речници ќе ги најдете како латински имаат во својата основа венецко-македонски корени. Впрочем, учените руси денес би рекле прасловени. А кои беа тие прасловени? Па се разбира најпознатото и најголемо племе, да не употребиме по цивилизиран збор ентитет, етнитет или етноста, беа македонците. Тоа беше првата нација во Европа. Од Карам преку Филип Александар, во кој се содржат и пајонците, венетите, траките, како народи кои го зборувале тој венецко-македонски јазик. Видите што сум пишувал пред 30 години. За жал, отпорот беше пресилен и службите не дозволува ова да излезе. Најклучен доказ за ова теза ќе биде македонската етимолошка школа, која полека сигурно ќе ги врати назад зборовите кои латините и грците ги присвоиле како продукт на глобалната поделба на светот. За жал, не се дозволува тоа. Оди на уште полошо. Нашите политичари за пари, со парите од дрогата, подкупени, под закана, се откажуваат од македонското. Името, знамето, јазикот, идентитетот, уставот, фустанот. Едно од преселбите на венетите била и во денешна Шведска. Таму ги најдовме Венецкото езеро, градот Венесбург. Венетите кои го зборували истиот јазик со македонците се доселиле во Шведска некаде 3000 години пред Христос.
Приказната завршува кога викинзите доаѓаат во Шведска и се мешаат со староседелските племиња. Тоа е некаде 800-1050 година од оваа Христова ера. Преселбите продолжиле и понатаму. Нив ги практикувал и Александар Македонецот, нив ги имало и во Пидна, кога не делат римјаните на 4 и пред и по македонско-тракинската Византија, и по Самуил, и по Карпош, и по Илинден, и по првата Балканска војна, нели слично како и по Троја, и по првата светска, по втората светска војна, и по Тито, и по возобновената македонска држава и денес па Ептен. Не баре ние македонците сме птици преселници, па не гони нешто на преселување. Секогаш преселбите почнувале од Македонија, значи немало никакви задкавказки препливувачи на трски, насоката е токму спротивната. Куферот кој пред 20 на години ја напушти Македонија се врати дома. Македонци мои, помирна ке ми беше душава да се враќаат македонците дома. Понекогаш во бесоните македонски ноки си поседувам кај стариот другар, македонскиот Куфер, и си молчиме заедно. Тихуваме. Знам дека и тој го жедне, го мечтае истото. Сакам еднаш за секогаш да се распаднат македонските куфери и полека да се вратиме во нашата древна земја Македонија. Древна земја Македонија е таа. Или така простум ќе се помириме со раселувањето македонци мои. Ја озвучуваме оваа книга Друм за Македонија, пишувана пред 30 години и ги опфаќа она што ние го живееме денес, студот на македонските студенти. Мислам дека приказната започна во студен. Тоа е едно од старите македонски зборови за месецот ноемврија. Останатите две се Арангелов и Маглен. Една група македонски студенти бараше студирање на мајчин јазик во Република Македонија. Другата група студенти бараше да се заштити Уставот на Република Македонија. Се работи за институција каде што се студира за Македонскиот универзитет Свети Кирил и Методи, односно за законот за универзитетот. Студентите се поделија на две групи. Македонските албанци бараат да студираат на албански јазик во Република Македонија, а во Албанија не даваат на македонски. Законот Божие, се што ви прават вам, правете им го и вие, а македонците студенти бараат да се почита Уставот на Република Македонија. Две групи, две приказни, два народа. Можно е интересно, овие вторите кои се обидуваат да го бранат Уставот беа нападнати од медиумите како фашисти, недемократи. И денеска гледаме, ние имаме студенти, им дадоа насила и универзитет двојазично, пуштаат Скопје двојазично, исправи двојазични, видите, тоа е фашизоидно. Имате луѓе студираат, завршуваат науки на македонски факултет, не знае ни збор македонски. Па тоа е скандал. Ги фатили тој Илиевски со фалсификат дипломи политичари. Никој не одговараше. Дури во еден дневен вестник прочитав споредба со шведските фашисти од една господја која води програма на шведско радио на македонски јазик. Се работеше за македонскиот универзитет, а не за тиранскиот. Впрочем, во Албанија не само што нема универзитет на ниеден освен на албански јазик, туку македонците немаат ни средно на мајчин јазик, ни основно училиште. Имаше само во Пустез до 4-то деление. Потоа Елизабет Рен ни држеше студии за демократија. Елизабет, појди во Албанија, во Бугарија, во Грција, во Србија, откако таму ќе го испечеш занатот за правата на малцинствата, врати се во оваа света Македонија. А онаа македонката од Шведска сигурно знае зошто таму се појави фашизмот. Откако Шведска увезе се и се што бегалци, курди, босанци, албанци, било какви. Не знам што уште не, во Шведска порасна криминалот. Швеѓаните немаат работа. Тоа е шведската приказна. Македонската започнува со зборот студент, впрочем, со кое право некој бара повеќе отколку што им дал на македонците во Албанија и Косово? Или право само на едните имаат, а другите не, а македонците се фашисти? А тој делопоклон што се прави кон Албанија, кон албанците, човекови права, права само за нив, а тие не даваат никакви права. Македонците, фашисти сте вие, односно вие сте еден од факторите да се појават.
се работеше за Универзитетот Свети Кирил и Методи, македонци мои. Студентите имаат право да ја заштитуваат уставноста. Потоа без долго барање го пронајдов зборот студент во еден од белосветските речници, демек латински збор студенс, слушател на универзитет. Само не пишува на кој универзитет, на македонскиот или на албанскиот. Па понатаму го имаме зборот студија со значење контежнење за учење и истражување. Па зборот студира, да се настојува некоја работа да се испита, например, пред некого да го наречете фашист или стремеш кон науката. Латинската верзија на зборот е студере, потоа го оставив студере. Потоа го оставив белосветскиот речник и го отворив третиот том од речникот на македонскиот јазик. Веднаш го сретнав зборот студ. На студ јунаштво не бидува. Една македонска поговорка. Под него гордо стои зборот студен, тој е оној наш пријател кој дури носи име на македонски месец. Под него уште еден собеседник зборот со поетска додавка студна, со значење, например, студна студентска година. А под нив уште еден стар древен македонец кој римјаните превзеле во латинскиот јазик преку македонците и венетите. Се работи за зборот студенец или студенци со значење на извор, извори. Место од каде што нешто извира, било да е вода или знаење. Ете од каде веројатно римјаните го превзеле така наречениот латински збор студенс, од студенец, извор. Па може да се каже студно студирање, студено студешница, студница, студија, со значење за научна расправа за некое прашање, и најнакрај студио, најсетне, просторија за работа на уметник и слично. Откако на Македонскиот универзитет му се случија студентите и мене ме фати некој инат да студирам и понатаму. За таа цел го поканив на гости етимолошкиот речник на еден наш сосед, издаден од фашистите 1941-та. Од туристите. Од оние кои велат няма македонци. Вие ќе кажете. Исус запишал македонци, вас ќе ве слушам, туттомаци. Речник е, тоа не е шега. Ние македонците се уште немаме етимолошки речник, па дури ни толковен. Мислам дека сега веќе има, не се занимавам веќе со тоа. Јас сум инаку собственост на Господ Исус Христос, ако не сте знаеле. Разбудете се, морни копачи и копачки македонски лингвисти. И Македонија е собственост на Господ Исус Христос, ако не сте знаеле, ќе треба да положите сметка еден ден. Но му давам збор на мојот нов гост во мојата библиотека, зборот стубла, стубел, стублица, со основа сту, значи стебло. Ајде да го видиме зборот студенец кај речникот. Руски студница, студник и кладенец. Полски студија, студнија. Чешки студна, словачки студенец, зденец, српско-хрватски студенац. Сите тие во основа значат извор. Било на вода, било на љубов, било на знаење, ар македонските слави запатија. Споредете ги зборовите студенина и студенки со студент и студентка. Првите значат извор, извирање, вторите оние кои одат да учат од тој извор. И уште два збора ќе ги затворам и ќе го затворам речникот. Првиот е студенеам, или ти студенееш, сигурно разбирате што значи, па нели е македонски. А вториот е студувам и значи останувам на едно место. Ако во Македонија било кога имаше фашисти, таа немаше да е на дереджето на кое е сега, што не може да се каже за нашите соседи, кои земале дел од територијата, вршеле етничко чистење, убивале македонци, негирале, вршеле геноцид и не се покајани. Затоа не гибајте ги тие млади луѓе кои студуваат, бранејки го македонскиот устав. 15 денари старт, 5 денари километар. Патот од Министерството за образование до македонскиот народ. Или насоката ќе биде спротивна. Студници ни заедни. Видете, денеска ние имаме абсурд за да се увезе народ од Косово кој не збори македонски, за едни избори, па да се увезе да можат да работат они на свој јазик, да си се чувствуваат како дома, бидејќи не го знаат македонскиот, и во собранието да се зборува, и во градот Скопје, и лични документи. Тоа е окупација, да е природен процес, да речете дека Господ сака така. Тоа е насилничко однесување, тоа е вистинскиот фашизам, но Македонија му припаѓа на Господ Исус Христос
и силата Исусова нека остане во нас, а сите други ќе плаќате еден ден за злосторствата што се ги правеле врз македонците, кои пак имаат непокајани гревови од Антиох Епифан. Но тоа треба да ви го каже вашиот духовен водач, а дали вие имате духовен водач Македонија или нема, тоа е прашањето. Љубовта Исусова да ве преплави сите.